Здраво друштво! Еве го и третото видео од основи на доењето. Денеска зборуваме за компресии за време на подој. Компресии на градата. Зошто, кога, како? За многу подетално имам напишано и пост кој што може да го прочитате, да го споделите, да си го зачувате. Исто така зачувате го и ова видео, доколку сметате дека ќе ви биде од корист. Имено, што се компресии? Компресии представуваат во принцип притискање на нашата града, тоест нанесување на рамномерен притисок на жлезденото ткиво во нашата града за време на подојот или и за време на измолзувањето. Зошто ги правиме компресиите? Компресиите во принцип со нанесувањето на тој механички притисок, ние на некој начин симулираме рефлекс на испуштање, тоест преку тој механички притисок помагаме жлезденото ткиво да го испразниме. Кога да ги применуваме? Значи, компресиите се применуваат веднаш по породувањето, кога ќе започнеме со доењето. Зошто? Заради тоа што, како што кажав, бебето нели почнува со доење, меѓутоа можеби не секогаш може да испразни градата, како што треба или нема секогаш ефективен трансфер од X причини, дали е жолтица и така натаму. Затоа ние ја користиме техниката на компресии на градата за бебето да добие што повеќе млеко, градата потемно да ја испразниме, значи и со тоа нели да ја одржиме или да ја зголемиме продукцијата или производството. Кога навистина можат да помогнат? Значи ако имаме послаб напредок во тежина. Ако бебето се буни на града, значи со тоа што ќе нанесеме нели притисок на градата врз жлезденото ткиво, ќе имаме повторно нов мласт на млеко. Кога имате чести подои или кога имате долги подои, компресиите нели помагаат што побрзо да се испразни градата, повеќе млеко да стигне до бебето и со тоа на некој начин да се подскрати самиот подој. Ако имате разранети брадавици, рагади, болни брадавици, во таа ситуација нема директно да помогне, значи техниката со компресии, но ќе направи да се скрати подојот, а со тоа нели да дадете повеќе простор за да зараснат брадавиците со соодветен третман. Викаме, ако имаме константна појава на затнати канали, мастит, нешто што цело време се повторува, компресиите помагаат да се испразни потемално градата за да се заштитиме нели од тоа останување, остаток млеко кој што и понатаму повторно може да направи проблем. И ако бебето го гледаме пример дека заспива при доење. Многу често слушам совети од типот на да се скупне бебето, да се чепне бебето, да се на некој начин потсети дека треба да цица, но најефективниот начин за ние да на некој начин да го поттикнеме бебето да цица е ако има млас, ако има доток на млеко. Бебињата реагираат на доток на млеко и кога ние ќе направиме компресија на градата, бебето ќе почне самото да голта и со тоа во принцип ќе го поттикнеме да цица што поефективно на градата. Имено, внимавајте кога ги правите компресиите, значи за правење на компресии ги користиме сите оние техники што ги напоменавме во претходното видео, истите, значи, обликување и прифаќање на градата кога го позиционираме бебето и го стваруваме длабок фат на града, со тоа што само треба да внимаваме, прво, значи, кога правиме компресии, да не нанесуваме концентриран притисок врз жлезденото ткиво, значи туку со сите прсти на некој начин што порамномерен притисок и треба да внимаваме да не биде многу напред, за да не го разбиеме вакуумот кој што го има остварено нашето бебенце додека цица, туку да биде малку повнатре кон градата, тоест да го таргетираме жлезденото ткиво на некој начин, не толку напред кај што се каналите, туку малку подлабоко жлезденото ткиво и нанесуваме притисок, задржуваме неколку секунди, го ослободуваме. Исто треба да се потрудиме да можеме, значи, во зависност од која позиција, нели, во која позиција доиме, но да се потрудиме да го опфатиме целото жлездено ткиво, значи сите лобуси, што се внатре, убаво да ги испразниме. Оваа техника помага, како што кажав, на почетокот на доење може да ја применувате до 6
8 недели од прилика, викаме, додека да се воспостави лактацијата, понатаму не мора, но е корисна техника да ја знаете и за понатаму во случај да ви притреба пример кај бебиња кои што се бурнат на града за време на скок во развој и така натаму, значи компресиите секогаш се една добра техника да ја имаме во случај да ни притреба. Генерално тоа е тоа. Се надевам дека ова видео исто така ви помогна концептот да го сватите. Прочитајте го уште еднаш постот кај мене, каде што исто така се ова го објаснувам. И се гледаме во следното видео. Голем поздрав!